Децата со посебни потреби и нивните родители ќе постават над 40 шатори пред парламентот во Скопје. Значи повторно ќе се обратиме до надлежните институции да дојдат да не видат. Ќе се обратиме на 120 пратеници да дојдат да не видат. Да направиме муабет што понатаму, да се направи нешто за овие деца и тоа системски. Значи мора системско решение да има за децата и возрастните со посебни потреби. Родителите на децата и возрастните со пречки во развојот уште минатиот месец најавија дека секој месец по 3 дена ќе кампуваат во Скопје, се додека не се најде решение за нивните деца, односно додека државата не се обврзе дека ќе ја преземе грижата за нив откако тие ќе останат сами. Значи имаше представници и од ВМРО-ДПМН и од Социјалдемократскиот сојуз. Значи ние веруваме на дела. Значи тие можат да си кажат што сакаат, меѓутоа делата ќе покажат. Бидејќи има закони кои што се мртви букви на парче хартија, но тие закони, например, за нашите деца во реалноста ги нема. Иако родителите претходно излегоа со конкретни барања, сега тврдат дека списокот на потреби не е готов. Барањата во моментот се ревидираат, бидејќи од сите здруженија примаме барања за да направиме еден концепт, една платформа која што ќе биде донесена како законски и подзаконски акти кои што ќе ги доставиме до собранието и до идната влада. Инаку иницијативата на македонските родители на деца со посебни потреби доби поддршка од слични здруженија од Србија и Бугарија и веројатно и нивни представници ќе се појават во кампот во Скопје. Претходно за неколку денови родителите собраа над 30.000 потписи за покренување иницијатива за законски измени.